Почина 69 годишен маж од компликации на грип, кој изминатите 5 дена во многу критична состојба бил лекуван на клиниката за инфективни болести. По неколку дена на респиратор ја загубил битката за живот. Директорот на клиниката за инфективни болести, Фадел Цана, вели дека пациентот имал повеќе заболувања, меѓу кои хронична обструктивна белодробна болест. Вчера во утринските часови на инфективна клиника почина 69 годишен пациент, кај кого беше потврдена лабораториски инфлуенца А. Пациентот беше донесен во исклучително тешка општа состојба, со развиена масивна бронопневмонија и акутен респираторен дистрес синдром. Инфективната клиника дневно има повеќе од 100 прегледи. Во моментов на болничко лекување се речиси 30 пациенти. Претежно повозрасни со повеќе заболувања, а голем дел од нив не се вакцинирани против грип. Неколку пациенти се на кислородна поддршка, а еден со најтешка клиничка слика е на механичка вентилација. Бројката се движи тука некаде меѓу 25 и 30 пациенти, од кои неколку од нив се со кислородна поддршка, само еден е на механичка вентилација, што може да се смета дека е потежок. Директорот на клиниката посочи дека здравствената установа располага со доволно капацитети за лекување, но апелираше до ризичните категории граѓани навремено да се вакцинираат против грип. За помалку од недела дена ова е втор смртен случај од компликации на грип. Во среда на инфективна клиника почине 75 годишна жена, која исто така не била вакцинирана и имала повеќе заболувања. Според последниот извештај на Институтот за јавно здравје, во втората недела од 2026 година регистрирани се 2321 случаи на грип, што е за 34,6% повеќе во однос на претходната недела. Споредбено со истиот период минатата сезона, бројот на заболени е повеќе од двојно. И покрај зголемениот број случаи на грип, здравствените власти оценуваат дека нема потреба од пролонгирање на второто полугодие кое треба да започне во вторник.